Половина час пред завршувањето на работното време се заклучи вратата на општина Битола. Како што дознаваме, сите вработени општинската зграда ја напуштиле порано поради најавениот протест. Ниските температури не ги предомислиле битолчани да излезат и да протестираат поради енормното загадување на воздухот. Денешниот протест има една цел да го искажиме нашиот револт на она што и се случува на Битола. Податоците велат дека во Битола бројот на заболени од белодробен карцином во моментот е 2,5 пати поголем од централното ниво. Исто така, бројот на заболени деца од малигни неоплазми е загрижувачки, додека концентрацијата на PM10 честичките континуирано секој ден во Битола е над дозволеното ниво. Демонстрантите побараа од владата позитивно да одговори на барањето за субвенционирана струја. Како граѓански активист получен од претходната власт, мислев дека со промената на власта битолчани нема да имаат потреба своите барања повеќе да ги бараат на улица. Сметав дека конечно некој ќе го стушни гласот и плачот на битолчани. Време е Битола да престани да биде колатерална штета за цела Македонија. Нашето барање за субвенционирана струја е само прв и мал чекор од она што Битола треба реално да го добие. Поддршка за Битола пристигна и од Скопје. Скопје се солидаризира со Битола, го делиме истиот проблем. Можам да кажам дека ќе ги поддржуваме сите граѓански иницијативи на поединци и здруженија кои се борат за чист воздух и здрава животна средина, особено кога фокусот им е децата. Тука сме за да го кренеме гласот и да кажеме дека не може веќе вака понатака. Мерните станици Битола 1 и 2 лоцирани во градското јадро и индустријската зона во Битола секој ден покажуваат високо присуство на PM10 и PM2,5 честички во воздухот. Најалармантно беше во вторникот кога мерната станица Битола 1 измери 441 микрограм на метар кубен. Ова е прв протест во Битола против аерозагадувањето по промената на локалната власт, а претходно во Скопје, Тетово и Куманово беа организирани слични протести. Инаку, колку за илустрација што европски земји преземаат за заштита на животната средина, доволно говори информацијата дека Луксембург, иако е земја со ниска загаденост, следната година воведува бесплатен јавен превоз. Берлин минатата година, иако мерните станици покажуваа 70 микрограми PM10 честички, го забрани користењето на дизел возила.